Ова е едно шишенце Slim Booster, а ова се 1000 квадрати. Кој знае колку шишиња може да собере у 1000 квадрати, а? Сега више правиме хапка што треба. Овој ќе не биде главен магазин за Футурива и за Европа. Добро утро, драги гледачи. Денес идам да го видам новиот магазин, кој што го имаме земено уште пред некое време, меѓутоа тоа е работа на Васил, ја не сум детално текст со тие работи. Денес за прв пат идам таму и треба да имаме и состанок кај што ќе дискутираме некои работи. Иначе, поврзаноста на магазинот не е само за Футурива, него таму ќе почнеме уште еден бизнес кој што нормално е комплементарен на досегашниот. Тоа ќе биде комплетно реализирано за 2 до 3 месеци од сега. Денес е сабота, имаме убав сончев саботен ден, како што може да видите. Перфектно е време, може да и кистршам ќе видам. Сега, значи ова со магазинов се договоривме со Станоков да ни е попладне околу 6-7. Вечер сме на новогодишна прослава со тимот на синьори. Од сабајле ги завршив што ми се редовни тековни обврски, секоја сабајле скоро што ги имам. Така да прво ќе си направам за јадење, сега ќе го снимам тоа. Ќе си направам еден Футурива бол, али сега си го правам со Slim Meal, новиот производ. Не сакам да слабам ниту па да ми се намали апетитот, меѓутоа толку ми е вкусен и толку добро се меша како пудинг излага што го конзумирам редовно, иако немам потреба од неговите бенефити. Така да почнеме со подготовка прво на Футурива бол со Slim Meal. Потребни состојки за Футурива болови се вишни, малини и јас користам и сечкана банана плюс, Slim Meal нормално и грчки јогурт. Сега, доколку сакате да слабеете, само тргнете бананата и можете малини и вишни од фриз да ги ставите во фрижидер да се одмрзнат, значи 5-6 сати, а да бидат ладни, бидејќи кога ќе го измешате со грчкиот јогурт и Slim Meal-от, ќе добиете текстура како сладолед, односно джелато, ќе биде ладно, освежително и превкусно. Идеме следно, значи. Овој сецканова ставам грчки јогурт колку 150 грама и една доза Slim Meal. Некоја посебна филозофија нема. Се меша и да, ја и на крај ставам една лажица peanut butter. Сега, доколку сакате да слабеете, само тргнете ја бананата и peanut butter, за да ги намалите калориите, па е превкусно, значи врв е. Видите колку лесно се меша, само значи го ставив, нема ни грудки, ни ништо, излага перфектно совршен пудинг. Ево го процесот на мешање како изгледа. Ево боулот. Значи, доколку сакате да слабеете, Slim Meal-от може да се окористите како шейк со вода од сабајле, замена за доручок, или замена за вечер, или замена и за двете. Тоа детално се комбинира со Slim Diet протоколот кој доаѓа со Slim Booster. Паралелно, може да си направите и десерт со него, како што на некој начин јас го користам, некој мене ми е да кажам, па не е ни доручек, пошто више е скоро еден. Али си го правам овој бол, кој што е превкусен и ми ги задоволува буквално сите желби за благо. Можете и вие исто, пример да ви е првиот оброк, кој што е Slim Diet, у 3-4 првиот оброк, може да ви е овој бол, што е значи комбинација од вишни, малени, смрзнати, поставени во фрижидер, грчки јогурт со 0 или 2% масленост и една доза Slim Meal. Превкусно нешто. Врв. Ја мислам дека можам да живеам на ова, не па... Нормално да не заборавам, носам Street Suit Navy Blue, кој што може да видите. Ова е земено директно од перење сега, не пеглано, односно доживотно, фабрички испеглано, бидејќи не се гужва материјалов. Толку е добар и префинет, што е нешто најдоброто што го имаме направено. Излагам, идам Томче да ме собере тука е негде и кидаме на кафе да се видиме, пошто одамна и не сме се видели, да видиме што ни се следни планови за неделава што доаѓа. Кај идеме? На кафе. Кај ќе идеме на кафе? Ве носам на едно very special место, ќе ви покажам
ќе Ама стигне. може и таму да нема место. Не, ќе има. Сунчано, Да, сунчано, би требало. Штета е, види, штета е да пиеме кафе на кај што нема сонце, бидејќи 27 декември сме и треба да се искористи сонце, поготово од кога Скопје веќе не е за или влогинг. Со станокот со Васил и идењето во магазинот го одложивме за утре са бајле, бидејќи нема да имаме доволно време, треба многу теми да ги поминеме. Сега е моментално 6, имам уште нешто да довршам на компјутер, сакам да извежбам. Реално сакав да истрчам денес, ама више од кога се стемне е многу ладно и можда ќе мавам во вреќа дома во комбинација со згибови, склекови и пропаѓање. Маваме ентуш и идам на предновогодишна прослава со синьори. Додека утре са бајле, он ќе ме собере, идеме во магазинот да ми го покаже, да видиме детално кои ни се плановите во врска со него и да направиме еден состанок. Ај, добар ден, директоре. Како иде директоре? Добро е. Са бајлешки. Бајлет. Кој е са бајлешки? Са бајлешки, 12,5. Како метро? Метро и пол. Може да бидеш прецизно? Повелете, што ќе се напијат? Ова е едно шишенце Slim Booster, а ова се 1000 квадрати. Кој знае колку шишиња може да собере у 1000 квадрати, а? Па не знам едно шише. Треба на ChatGPT, ако ова колку сантима е, пута 20 на 1000 квадрати. сантима. 1000 квадрати по 4 метра се 4000 кубни метри. У 4000 кубни метри еден Slim Booster е 40 кубни сантиметри. Колку? А има ехо, а? Алоха! Мислам дека е доволно големо тотално да пропаднеме ако не успееме, меѓутоа е невозможно да не успееме, пошто за да не успееш треба да прекинеш да пробуваш. Да бе, 8 метри. Што ги мериш од ступ до ступ? Да, затоа што е се боксови. А, си имаш некоја дигитална направија. Еве го метрата. Даш ти метрата како ми. Е сега од тука до крајот, значи од средина до крај. Еве го. Ерав, затоа што избега. Чекај да ласерот каде мало. Еве го. Од тука до таму 13 метра. Од средина до таму 13 метра. Ширината му е, сега ќе ја видиме. – 24 метра До широк, таму? до крај. Добро, ова е прва просторија со. Да. Овде се некаде околу 600 квадрата плюс 700 квадрата плюс 200 таму и плюс тоа административен простор. Значи, тачно 1000 доаѓа, така? Не зборам на памет. Ја онака не збориш 1000 ми на беше убаво. Па добро, 900. Мислам 976 да не е пример. Па може 1000 или 1005 или 995. Треба да пресметаме по цело мерење. Сега ако го изберам, ќе ти кажам точен волумен.
Но ова чудово дури има точен волумен страна по страна да ги пресмета со сите заби. Ама треба да се... Ми се свиѓа дека има еден влез и еден излез само. Нема бегање тука. Тука значи, ако си зафркнал работа, нема кај да бегаш, ако те напаѓаат лесно се браниш. Така да нема каде да се... Како подземен замок ќе ни биде ова. Овде може журки да се прават. Гледаш, има зап таму, тој е трапез. Некаде 29. А ова лифтов за кај? Лифтот е за втори и трети кат. А, Таму тоа кај што се не е гледа. наш. Не е наш. Не е наш. Може да ни можеме да идеме по нима опрема овде. И не знам, таа табла ќе ми искористиме за овакво, за реклама. Колку ше 2-3 дена до нова година. Сега го правам планот за 26-та. Све ми е спремно, Америка више си тера, има нарачки некој. Меѓутоа не сум пуштил кампања. За Дедо Мраз го спремивме магазинот да Па може да нова година може да славиме тука. Лајт шоу само едно треба. нема да стигне да го ичи. Не, шала на страна, Америка е све спремно, само морам да додавам плюс онакви бандали сакам да им направам. Пример, имам тој Limitless Pack 3 производи, пошто се различни. Еден за енергија од сабајле, еден за фокус на база на печурки пред работа или некоја активност што захтева поголем фокус и концентрација, и едните се за спиење. И као пекови плюс ги правам и креативите и сакам таму после нова година главното со Slim Boosterот за Америка да го... Што да кажа американците за носење на производи во Европа? Па може сега се стигнати нели на царина у Бугарија што ни се, да ги земеме, и мислам дека и смешно, ја мислам дека многу ќе биде скапа за америчкија производи у Европа царина, меѓутоа не излезе. Колку беше тоа? Тестоите 7%. 7%, што реално е окей. Можда можеме и тука да и тестираме некои производи што ги неаме кај нас. Ама секако, секако и Slim Boosterот ми е главен мене за Америка, пошто и Slim Boosterот имаше неколку органски нарачки. Да. Од YouTube што гледале и од TikTok највише. Не знам, на TikTok највише органски се лепат на некои видеа што буквално не се ни на реклама, мислам на TikTok не ни пуштаме реклами, не ни можеме у моментов. Така да сакам за Slim Boosterот креативи сега да направам за Америка и да го тестирам паралелно со неколку земји после нова година. Исто у јануар ми е сетапот, ја правам за мобилната апликација што треба да ја пуштиме футурива, така да планирам ако може у јануар, мислам дека у јануар ќе треба да се мултиплицирам пута 10 пути. Мислам, не до сега не е така. Фотокопија. На фотокопир да се, пошто сакам апликацијата да почне мобилна и Америка да тестираме кампањи, ако успееме. Мада Америка не мора да ја тестираме, спремна е, прима нарачки, пејментот одлично функционира, све е како што треба. Америка не е профитабилно, ништо не се плаќа за нејзе да си прави пари. Тоа е подобро здравје. Па не, добро, ама тоа е па смешно, некоја нарачка улетала. 5 нарачки у месец дена без веза, али. Не, мора И да тоа е се успех. тестира како што треба, пошто со Слимот секако ни е главен производ за сегде. Мислам дека ако ги погодиме креативите како што треба, може уште од одма да даде резултат, што ќе биде многу полесно за скейл да се прави. Ама о том потом. Реално и тука е сега со мобилна апликација има многу, пошто сите што ќе сакаат да вежбаат, ќе сакаат да почнат после празници, там од 15 јануар да кажам. Јас сакам до тоаш бар првите 2 програми што ми се више направени да се снимени и да видам како ќе функционира апликацијата, да почне да работи, за да може плюс да го нудиме тоа како услуга на Apple Store и на Google Store. Тој цело, мислам дека до март додека се склопат, ама до март веќе се имаме. Ќе проработат сите. Здравје Боже. Зошто? Затоа што до 15 јануар нашите слави, до 15 јануар Србите до 15-20 јануар, па и ние до водици да наречам, никој не мрда. Бугарите веќе 5 дена не работат. Европа 5 дена веќе не можеш да најдеш никој. Чики, Месец дена јануар ти е до 10 декември, до 15 јануар, да не речам 20, ако има вода, кофи нема. Ако има кофи, вода нема, 2 дена се разговара, се преме честитки, недела не се работи. Тоа ти е месец дена мртов. У август, ферија, кога не работи Европа, може би да најдеш некој што работи, тука нема шанси.
Чекај малце, а уствари у Бугарија ги зема од царина америчкија производи што не стигна? Кофа има, вода нема. Вода има, оди најди го тој што треба да ги земе, не дига телефон. Или се запијанил, или Господ го знае. Сега ќе да знаеме, до Нова година. Не, добро, убаво и после Нова година да отидам и до Софија и да ги земем и тие производи што ги немаме у Европа. После Нова година отидеме у Софија и ќе правиме мовет со тие од магазинот таму за цела Европа. Ако се префрла кај нив да има магазин, да не идеме преку пратки, така да... Не, сега више правиме хаб као што треба. Овој ќе не биде главен магазин за футуриво и за Европа. У Софија, нели, што ни е помал магазин што имаме за Европа, од тука може таму да се праќа дел. У Америка секако ни е посебно скрос преку мал магазин и со фабрика што се договоривме и ние више имаме логистика реално за цел свет да почнеме да функционираме степ бај степ како што треба. И кога го развиеме ова на сите тие што им треба истата услуга, може да им ја даваме. Тоа е план од март 2026 на 1 март ми е планот тоа видео да снимам за услугите дополнителни што ги нудиме. За сите што гинале 3 години ко нас ко пилци тука, да го олесниме процесот. Тоа здравие Боже и тоа ќе го пуштиме и со Господ напред до 26-та веќе да идеме да се бањаме. Па таман сега пред новогодишна и на нова година, onda желбите, плановите за 2026 кои се? На Дедо Мраз да му посакаме. А ке, види, Филип, памтиш како тргнавме, памтиш нешто поминавме, мислам, не е за многу за памтење, не можеш да го забори. Не, болje да не го памтиш некад. А види, ама оди заборај го, тоа ти е... Имаше еден пријател, викаше, бизнисот е како коцкарница, како е како коцкарница. Само инвестирам, брат, не знам која рука ќе ми се погоди да ми врати, така и ова, таму буташ. Али добре, со оглед на тоа, од кај сме, шо сме и како возиме, добри сме. Иначе, почнуваме и со афилијет програмата, што више има неколку афилијети во Македонија, има опции за во Америка да се нуди, значи све комплет е спремно, можете од тука да ги рекламирате производите, ние ги доставуваме, ние ги наплаќаме, а вие си ја зимате само провизијата, бидејќи тоа ни е поентата со све што правиме да направиме хаб и да има можност и од Македонија да заработуваш сегде у светот. На више докажани производи кои се у Америка се FDA approved, кај нас се нормално регистрирани, сертифицирани со сите дозволи што се потребни, за да може многу лесно да се фокусирате само на маркетинг.